Значи имаме проблем голем, финансиски проблем. Сопругот работи, конески трече, работи 12.000 му е плата, ама со тие пари не се излегува, значи на крај. 9.000 идат за сметки, тоа 100% ако не поеќе. Од тие другите што ќе останат, ако си земал од негде заем треба да го вратиш, ако нешто друго или за лекови, ако притребало немаш, ќе снемаш, било што да ти не можеш да го завршиш. Сега, значи, он е болен, срцев удар, тоа хемопатија, хемологија, како го викаат, значи има му се кочи страна, баш за нова година го доби срцев удар за дочек, колегата го смени, требаше он да иде, ама он го смени, вика ти имаш фамилија, седи си, па ќе ми вратиш денот. Ќе чекаме, ништо не дочекавме, 10 до 8 сат бидна се укочи, доби срцев удар и право кревет. Бојан во училиште, значи, он исто има терапија. Од прво одделение наставничката му откри, значи не може слабо памтење. Мозочето не му е добро како што треба онодено созриено, значи он е ако е 10 години, ама неговото созревање е како на 8 години, 7. Значи со децата послабо се дружи, уште не е уклопен добро. Сега малце е подобар, ама не беше доволно уклопен. Имаше и со него некои проблеми, неговата терапија е неговата терапија е, мислам дека апчињата тука се ќе ги покажам, ќе ги снимите, од 1200 денари па нагоре. Што јадеме? За сега сме у тешка криза, благодарение на црквата Свети Спас, што не они колку толку помагаат, значи граота е да зборам. И уште еден пријател имав, Ице се вика, ќе се препознае кој. Му благодарам многу што даваше на децата за памперс, за марамици и те некојаш со храна што ни помагаше. Тоа е, друго немам. Комши некој нешто ако сака, сега беше прочка по едно парче, две, благо онодеа, пружија, тоа е. Значи друг помош немам никако. И денеска што ќе јадат? Денеска ќе видиме што ќе јадеме. Господ мил знае што ќе јадеме денеска. Лепче има? Лепче има. Значи леп зимаме, по 5-6 леба зимаме од Рачево. Некогаш човекот не чека за пари, некогаш па и не може да не чека, сега почне да не одбива. Ама како и да ја се снаодиме, за тоа по 50-60 денари, толку. Значи, фактички еднаш-два пати неделно идеме да зимаме од таму леп, стои у фрижидерот и тоа е. И со лебот што? Со лебот го чувам у фрижидер, замрзнате у комора. Тоа што не стана у комора по 5 лева, ако има повеќе ставам доле, првото доле го изједеме, па после тој горниот го изјаме. Сопругот носи исто од лебот на работа, мора да носи да јаде ноќе, мора да му спремно не одгледам прво он да има, децата да има, па за мене ако остане, ако не сме живи здрави. Шекер леп, кромит леп, те од комши некој ако ти даде пинџурче или нешто, или жив патлиџан со кромитче, ете тоа е. Пред некој ден земавме едно вреќе компири, едва ја плативме околу 10 кила. Уште имам од нејзе. Денеска тоа ќе правам, компир. Ако ги се јаде, ако не се, шо и правам тоа. А месо? Месо нема. Месо малко за богатите, за нас нема месо. За нас некој пипер како се најде, некој патлиџанче, а за месо нема. Сега за сега не станува 4 леба, 4 леба се и еден се размрзнува. Добро. Така. Еве овдека, значи, патлиџанче пола тегла, ова мајонез, што тој пријател од Валја што ни го е донирал. Млеко имаме за цел месец, само тоа е. И кантиче тоа е со мас или сало, како го викате, не знам. Исто од комшиката не го сакале да го јадат, па си го земав. Вика, ако не ној, викам да, и така нема со што да готвам. Ете тоа е. Значи, малку има маргаринче, мармеладче од црква. Свети Спас. Ете тоа ти. Толку е. Средства хигиенски, значи нема ништо. Али што ги перам на нејзе, гледам повеќе да ги перам со шампон. Значи, што ни донира од црквата Свети Спас шампон, што го оноди, што ни донира. Со сјај некогаш ке перам, али гледам нејзините да бидат со шампон, а нашите со што бидат со тоа. Белјана зимам од 20 денари, шема сега ни за таа неам. Значи, хигиенски средства, ништо ново.
да зачистам нешто, шпоред, нешто такво, немам. А треба се нешто мрсноќа неќе ми излегува. Само со се и не излегува. Ете тоа, таа нешто не е донација, со тој сјај ќе гледам да истерам еден месец. Глувци има колку сакате. Глувци има колку сакате. Сега моментално ги нема. Ама, има ги, значи, и зимуски и летоски. Значи, идат по храна, кога ќе хратат, кога ќе почнат да тропат горе по таван, ако само успеете да снимате добре, ставахме некои ваку, од некоја отров, ама не се отруи, или што тоа. Моите мали само викаат, мама, овој горе вика фудбал играат. И баш фудбал играат. И молам граѓаните на град Скопје, па и пошироко, и надвор од Македонија, кој сака финансиски да помогне, највише финансиски не треба за сопругот, значи за лекарства да се взимат, не може да ги земе, за тие што треба да ги направи, тие снимки, тие лаборатории. Јас што имам лекови да взимам, на дете во што највише ни се потребни лекови, ако не ги пие тие лекови, уште повеќе ќе вас застане со учење. Значи храна и лекарства највише ни е потребно, финансии највише ни се потреби за било што ќе ни се најдат. За нејзе памперс, влажни марамици, шампонче, пудричка, такво нешто. Паметнија му глава најска. Што ќе правам нешто? Највише ми е за децата. Највише. За мене и да умрам не се жалам. Највише за нив и они да имат. Тоа е. Тоа се лекарство, тоа е се. Тоа е. Многу ми е тешко, ми иде сите апчија да ги испијат и толку више да биде со мене. Ама жал ми е за децата, кај станат сираци. И за тој што еве го сега е на суд, се суди со еден преварант. Му земал телефон како е направил тоа со подписот, не знам. Му земал телефонот не знам таму колку, над 20.030 не знам колку, со број. Го излежа, му фалсификувал и сега се на суд, еве 2 години се влечеме, го доби. Требаше да му даде некој динар, ништо до сега до 13 и сега е таму судница. И што ќе направи, не знам, памет нема. Тоа е нашата животна приказна. Помниш.